сите, добре дојдовте уште едно ново видео. Ова видео е конечно специјал за 500 субскрајбери. Сакам многу да се заблагодарам за 500 субскрајбери, затоа што тоа е првиот майлстон кој го имавме на листата и многу ми е мило што за брзо време стигнавме до него. Специјал за 500 субскрајбери, како што веќе знаете, е Q&A, односно прашање и одговори. Тој телефон. Јас на Facebook страницата моја објавив слика, како што објавив видео нормално. Објавив слика на која во коментари требаше да поставувате прашање и вие го направивте тоа. Прашањата ми се тука на лаптоп, ќе ги читам и ќе ги одговарам. Мислам дека може да започнеме со првото прашање. Дамјан Горгиевски, извинете ако некој читам погрешно, извинете. Дамјан Георгиевски, од каде си, колку години имаш, дали Блек ти е најдобар другар, иначе пост најдобар си. Фала ти многу, поздрав и до тебе Дамјан, од каде сум, јас сум од Керамидница од Скопје. Колку години имаш, имам 18, не за долго. Дали Блек ти е најдобар другар, еден од најдобрите, да. Дарко Ивановски, дали некогаш во животот си боледувал од сида? Ха, јај за мене акне си многу јак шамар. Не сум боледувал од сида и не знам зашто мислиш дека јас би си јакнал шамар. Добро, Дарко, фала ти многу што сакаш да се само повредувам, ми значи. Здравко Попов, со каква камера снимаш и во која програма ги едитираш видеата? Поздрав и до тебе, Здравко. Снимам со Nikon D3100, со која, што ми е денес бе, ало, не можам да снимам, не можам да се сконцентрирам на ништо, да зборам денес, затоа извинете ако малце сум шекнут, ама не мога се. Во која програма ги едитираш видеата? Едитирам во Sony Vegas. Георгиевска Елена, што планираш да снимаш во иднина? Познајдобар си, фала ти многу, поздрав и до тебе Елена. Што планирам да снимам? Планирам многу работи. Планирам да продолжам со Покемон, знам дека помина многу време, ама ќе продолжам со Покемон и планирам. Што друго планирам? Многу работи, значи што ми е денес? Планирам да правам многу челенџи, затоа што уште на почетокот на овој канал знаете дека второто видео ми беше челендж и сега пред неколку дена направив еден. И тоа ми се мене најинтересните видеа, така да можете од мене да очекувате многу челенџис. Што друго ќе има? Уште ќе има за чудовачки факти, затоа што во секој видео ги барате се повеќе и повеќе. И не знам понатака, дефинитивно ќе правам и геймплей, ама мислам дека има прашање за тоа понатака, така да ќе зборам понатака повеќе за тоа. Тоа е што имам јас во глава, мислам дека моментално тоа е тоа, ама дефинитивно ќе имам многу работа. Фани видео с HD, прашање за Q&A, имаш ли девојка и кои ти се спецификации на PC, најдобар си пост. Фала ти, поздрав и до тебе, девојка немам. Кои ти се спецификации за PC, знаев дека ќе има вакви прашања и стварно има, така да решив да оставам спецификации во опис на ова видео, така да слободно отворете, ќе ги видите таму. Кристијан Симоновски, имаш ли девојка? Немам, веќе реков. Филип Х, од каде си и која ти е поентата на YouTube? Познаем си. Фала ти, поздрав и од тебе Филип, од каде сум веќе кажав, Керамидница Скопје. Која ти е поентата на YouTube? Која ти е поентата на YouTube? Знаете дека има вакви длабоки прашања, ама не знаев како ќе дојдам јас до совршениот одговор кој стварно го мислам. Поентата на YouTube ми е да се забавувам. Знам дека сите го кажуваат тоа и дека ви изгледа можеби више досадно и фейк и не знам, ама стварно YouTube е забава. Јас сум на YouTube одамна и во првото видео објаснив се, имав англиски канал и се уште го имам, работа ми на тој, водам два канали истовремено. Поентата на YouTube ми е тоа, значи јас обожавам да правам видеа. Исто така ќе оставам за друго прашање да кажам како јас стигнав до тука и како почнав со овој канал. Ама поентата на YouTube ми е дефинитивно да се забавувам, да запознам многу луѓе преку YouTube. Затоа што дефинитивно YouTube спојува луѓе и мене ми е мило што веќе имам запознаено некои прекрасни луѓе и што и верувам дека те ќе запознавам.
и ќе се дружам со нив и свашта. Што друго ми е поентата? Поентата ми е да продолжам со видеа, да ве забавам на секој можен начин. Дефинитивно планирам да правам многу работи и дефинитивно зашто кажувам дефинитивно 600 пати. Најважно е да го прошириме YouTube во Македонија, затоа што сите знаеме дека не почнува да се шири. Факт е дека почнува да се шири, но не сме стигнати до тој степен да можеме да кажеме дека YouTube е расширен во Македонија, така да дефинитивно се уште целиме кон тоа и тоа ни е поентата не само на мене, туку на многу јутубери. Најверојатно тоа е главната поента. Фала ти што праша Филип. Ник Джонас Celebrity Crush, леле колку ги имам ти да знаеш. Интересно е прашање и фала ти за тоа. Celebrity Crush имам многу, стварно имам многу. Спомнав дека омилена глумица ми е Мила Кунис и тоа ми е една од Celebrity Crushes, исто така Дженифер Лоренс, па Емили Ратаевковски или како и да се чита, не знам. И сега дури од што имам толку многу, ќе заборам да кажам некои си најбитни. Што сигурно до вчера ми стоеле на позадина на телефона, сега не ми текна на ник. Меган Фокс, ете. Меган Фокс ќе заборавев, доволно се тие 4, ако продолжам да мислам ќе трае видео 2,5 сати. Бојан Јанкуловски, со која програма снимаш? Снимам, што да снимам со програма? Ако се мисли на геймплей, зашто геймплей видео такво, ко геймплей, нормален геймплей, имам објавено само едно видео до сега и го снимав со не го снимав со Bandicam. Го снимав со Screenshot-O-Matic, сега ми е симнат Bandicam и планирам со тоа да почнам геймплей. Ако мислеше на Покемон со која програма снимам со H-Show. Зике Јосевски, дали тренираш нешто? Ако тренираш, што познае добар си? Фала ти, Жике, не знам како извинете. Поздрав и до тебе, дали тренирам нешто? Не тренирам моментално ништо, како што веќе спомнав и во минатото видео дека имаше такво прашање во челенџот со Кристијан. Имам тренирано фудбал и ракомет. Ракомет имав желба стварно да продолжам и да тренирам долго. И ми беше многу интересно и бев задоволен на некој начин од себе, ама ја скршив раката. После 4 месеци тренирање и не знам дали можете да видите воопшто на камера, но тука и да, ме прекина снимањето. И затоа се прекина тоа додека го зборев со раката и не е битно, стигнав до таму дека имам тука нели скар. И дека ја скршив раката и дека за тоа престанав да тренирам, не дека сега не можам да продолжам да тренирам, ама едноставно изгубив желба и затоа престанав и да, не се запишав пак и завршив вајде со спортот за мојот живот. Мислам со тренирање, така, официјално. Следно прашање гейминг with Јована. Прашање за Q&A, дали ќе снимаш нешто друго од гейминг и дали ќе правите митап во Скопје. Прво да одговорам за митап, јас не сум ништо информиран и мене ставот за митап ми е малце така, зашо јас сум се уште мал јутубер, имам само 500-600 сабскрајбери и планирам, ако бидам повикан да идам на митап, но најверојатно тоа ќе биде кога ќе имам барем 1000 и нагоре, затоа што моментално во овој момент ако некој ме праша за митап не би отишол. Извинете што не гледам цело време во камера, затоа што тука го читам прашањето. Дали ќе така да за митап во Скопје не можам да ти одговорам, но сигурно би имало. Би имало пак митап во Скопје, а кога не знам. Прашањето е дали, така јас верувам дека би имало митап. Само кога не знам. Дали ќе снимаш нешто друго од гейминг? Да. Знам дека на овој канал почнав така. Јас почнав што ми е денес? Јас планирав на овој канал да играм, да снимам најчесто геймплей. Ама како што гледате веќе имам некои скоро 20 видеа и дали освен ако не ги рачунаме Покемон само едно видео е геймплей. И не знам зошто е тоа така, но ете, така се случи, така тераме, но не се откажувам од гейминг и геймплей видеа ќе има. Јас сум човек што и геймер, уствари сум, што
сака да игра игри кои имаат добра приказна и не сум фан на мултиплеер да се пукам со некој онлайн. Така да моментално ја барам совршената игра на која ќе направам серијал, така да зашто викам така да. Значи ја чекам совршената игра, се надам дека во брзо време, не знам колку брзо време, ама се надам дека во иднина ќе ја најдам таа игра што ја барам и дека ќе почнам да снимам мастерен геймплей за некоја игра што ќе биде интересна и ќе има добра приказна. Тоа е сте, фала ти Јована за прашање. Ерен Нестелер Зизи, не знам ова да го прочитам, извини. Стефанатор, Предатор, Терминатор, Калкулатор. Да. Прашање, омилена игра и кога за прв пат бакна девојче по детално малку, голем поздрав. Поздрав и на тебе, омилена игра, не знам. Затоа што не можам се одлучам, имам играно многу и не можам во моментов некоја да издвојам. Факт е дека имам играно многу Battlefield и Call of Duty. Факт е дека имам играно многу Call of Duty, Battlefield и Assassin's Creed и можеби тие ми се меѓу омилените. Исто така ги сакам Batman игрите, Hitman. Ето ги гледам што имам свртано. И игрите што ги имам играно најмногу, така да најверојатно тие. И Tomb Raider играм во последно време и сум воодушевен. Таа од 2013, мислам дека 2013 ја поминав и сега играм новата што излезе пред неколку месеци. Кога за прв пат бакна девојче по детално малку, не сакам да влагам по детално малку на првиот пат, но мислам дека беше 6 одделение. Толку од мене за ново прашање. Боријан Петревски, како се запозна со Блек и од каде името Стефанатор по Сеннај? Поздрав и од тебе, Боријан, како се запознав со Блек? Како се запознав со Блек? Имам заборавено ниче. Со Блек се запознав преку... Прво си пишувавме на Facebook, се допишувавме, па се видовме, па снимавме заедно, па... Така. Прво Facebook, па се видовме, па снимавме и така. Да. Од каде името Стефанатор? Видов дека има повеќе луѓе што прашуваат од каде името Стефанатор и нема да бидете воодушевени од одговорот, затоа што прво јас почнав со Стеф. Значи Стеф. Стеф го и пред многу години, пред некои 4-5 вајда, не знам колку се, јас на Facebook си се напишав Стеф Раша. Не ме прашувате зашто, ама ета некако сум дошол до тоа да се од Стефан ја да се напишам Стеф. И добро, сум си останал така Стеф и више ми е глупо да го менјам и ќе си остане Стеф Раша. И од тоа Стеф, јас сакав да направам некое си така поинтересничко име за на YouTube и мислев на додатоци што би можел да ги додадам на Стеф. И ета некако ми се ветна Онатор. И испана Стефанатор. Тоа е приказната, знам дека глупа, ама ете, така настана Стефанатор. Риста Ангелов, што те натера да снимаш на YouTube, поздрав, најдобар си. Фала ти, Риста, поздрав и од тебе. Што ме натера да снимам? Мислам дека јас тоа више го спомнам во првото видео кој го објав на овој канал. Но добро, како што веќе најверојатно поголем дел од вас знаете, ако не и сите, дека јас имам англиски канал и се уште го имам. И јас се снимам така на YouTube одамна и се уште снимам. Ама почнав да си пуштам некои клипчиња од македонски јутубери и ми беше интересно. Почнав да си ги гледам, да си ги пратам и ми се стигнав до тоа дека они пробуваат да ја прошират македонската YouTube сцена. И викам, па зашо не и мене ми се снимаат клипчиња, интересно е, мисля дека би било интересно, зашто не пробам, ајде да им помогнам, да бидам јас дел од YouTube Македонија и тоа ме натера да снимам јас за YouTube. Што си гледав другите, си... Така ми се појави желба јас да снимам и еве ме сега јас правам видеа на YouTube. И сакам да проширам YouTube Македонија и не сум убеден, ама се надевам дека заедно можеме да успееме и да
како што реков, YouTube Македонија расте, ама сакам да порасне многу повеќе. Тоа е тоа. Фе Бања, колку покемон имаш фатено, дали успеа да го фатиш Пикачу, позна. Поздрав до Фе Бања. Дали успеа да го фатам Пикачу, нема да кажам, затоа што чекам да направам масален апдейт на што ми се случуваше мене со играта Покемон, затоа што јас не престанав да играм и се уште тоа тече, а не го снимам. Така да, еве ќе ти кажам дека имам 108 покемони фатено и тоа е доволно. Извини што не ти го говорам второто прашање и зашто плукам. Но второто прашање ќе ти биде одговорено во следната Pokemon Go епизода. Урош Марковски, дали Дейвид Блек ти е братовчет или роднина? Двете. Па братовчет и роднина нели е исто? Нема врска, нема ништо друга ми. Катја Јеремик. Кој те омилен филм, омилен актер, каков тип на музика слушаш и ако можеш посмеј во видеото? Поздрав до Катја Јеремик. Омилен филм не можам да издвојам еден, еве во последно време ја гледав Inception со Леонардо Ди Каприо и онака си реков дека ми е дефинитивно во топ 5 филмови што некој што ми ги гледал, така да еве ако се важи тоа, не знам, ете еден филм да спомнам, да не биде кој само не знам. Омилен актер исто така не знам, ама во последно време некако ми се издвојува Рајан Рейнолдс и многу интересни улоги му даваат и многу филмови во последно време гледам со него, така да посебно Дедпул. Така да, омилен актер ми е во моментов верувам Рајан Рейнолдс. Да не речам и за тоа не знам. Каков тип на музика слушаше, тука морам ти кажам не знам, затоа што стварно нема некој еден тип на музика што слушам скоро се. Така да тоа е тоа. Фала ти многу за прашање. Прашање од Ненад Панчевски. Изгледа не е прашање. Ненад Панчевски вели мавни си јајца од глава на видео, поздрав најдобар си. Мене не ми се интересни овие прашања. Јас гледам дека тоа го прават многу луѓе, ама јас нема да си мавнам јајца од глава. Затоа што едноставно не сакам да прљам све околу мене и извини, ама тоа не би го направил никогаш за видео. What? Капе. Ќе се разбереме со мајка ми за ова. Најтрагичното што јас не уште капе. Ќе си го размачкам вака, најтрагичното што не можам одма да влезам се бањам, имам уште прашање за одговарање, па ќе ме гледате ваков до крајот на видеото. Ето така си знаете. Ненад Банчевски, голем поздрав до тебе, фала ти многу за прашањето и што сакаш вака да се лупам со јајца. Горгија Кировски, дали имаш? Тоа јас го читам така глупаво, не дека така напишано, гледате доле. Дали ќе има гейминг видеа пост? Веќе кажав дека ќе има, само ја барам играта која ќе ја играм и дефинитивно ќе биде игра која има Све смрди на јајце. Да, гейминг видеа ќе има, само како што кажав, ја барам играта која ќе има добар story mode и која ќе најдам играта која мислам дека е вредна за да се снима серијал, ќе снимам. Здраво, кој Шупаков е стварно не знам. Ивана Бејковска, кога ти е роден ден и во која наслова живееш, пиеш честито 500 саб за да се множат позна. Роден ден ми е на 16 септември. Во која наслова живеам, кажав едно 6 пати, Краминица. Честито 500 саб за да се множат поздрав и до тебе и фала ти многу. И јајцата се уште течат. Давид Давковски, дали имаш брат или сестра? Пробам сега да бидам побрзо, затоа што не можам више јајца да го тргам. Дали имаш брат или сестра и ако имаш, како се вика, честито 500 сабс и до 1К да стигнеш пост. Брат или сестра, имам две сестри кои се постари од мене и се викаат Емилија и Диана. Честито 500 сабс, фала ти, до 1К да стигнеш, фала ти и поздрав и до тебе, Давид. Леле ми кај од позади од сегде.
Сандра Грашиновска, која ти е главна цел во животот, каде се гледаш за 10 години и каде би избрал да живееш надвор од Македонија и зошто? Главна цел во животот, не можам сега толку дип да размислувам, имам така нешто. Не можам сега, ако кажам нешто може погрешно ќе ме сватите, а како што кажав имам јајце пукнато на глава и тука све тече и не можам толку долго да останам за да мислам, така да за да не ме свати некој погрешно, не сакам да дадам одговор на овој прашање затоа што е многу дип и се надам дека во барем за наредниот Q&A поставим го пак ќе ветувам дека за тогаш ќе дадам асален одговор. Каде се гледаш за 10 години, се гледам да правам се уште нешто со компјутери. Да ми биде работата со компјутер, да бидам задоволен од неа, не знам. Некаде е убаво да ми за 10 години. Вау. Сигурно си многу разочаран од моите одговори, ама стварно брзам и не можам да мислам за да дадам асален одговор. Каде би избрал да живееш надвор од Македонија и зошто? Мене онака топ дестинации што мислам да ги посетам во животов, мисля Њу Јорк и Лондон. Ама не би живеел ни во Њу Јорк ни во Лондон, онака за стално, а дефинитивно ќе ги посетам. Каде би избрал да живеам, би избрал, мислам дека негде Шведска, Норвешка, Данска. Затоа што мислам дека во таму негде животот, барем јас како што слушам, животот е многу поубав и ми се свиѓа некој таму менталитет и начин на живење, се таму ми се свиѓа. Така да ако јас бирам да живеам надвор од Македонија, негде би било дефинитивно, не дефинитивно, ама најверојатно некој од тие држави. Ставевски Кристијан, кој ти е најакиот покемон и колку CP има, поз најдобар си. Фала ти Кристијан, поздрав и до тебе, најакиот покемон ќе го ставам тука и можеш да го видиш. И CP колку има. И се гордеам со него. Панде Најдовски, колку години имаш поздрав и до тебе Панде, имам 18 години. Александра Апостоловски, шо пиеш кога си гладен, пијам вода. Не знам, стварно пробувам да смислам нешто смешно, за да ти го одговорам прашањето, ама да не се правам ни јас паметен и немам толку време да мислам што би одговорил, така да, не знам, поздрав и до тебе, Александра. Антонио Мисирковски. Кој го креираше аватарот, you know that guy with the headphones, даде би рекол логото, и ај за мене снимај го ова видео или сите со камерата, ама со фокусирана позадина, те молам, супер си, најдобар пост. Вака сега, за моето лого да ви кажам, моето лого, аватар или како да го наречете ова дечково тука со слушалките што гледате, што има С на маицата, ми е нацртано специјално за мене од еден артист или уметник или како да го нарекувате, од Аризона, од Америка, што јас имам долго соработувано со него на мојот друг канал. Имаме многу работено заедно и се, и да, он ми го креираше специјално за мене и тоа С значи Стефанатор. Сакам да ви кажам дека пред некоја недела видов дека еден македонски јутубер, не кем да именувам никој, но едноставно си го зема логото и си ја смени позадината, ја направи плава. Јас му пишав и го предупредив, значи да не го прави тоа и еве јавно ве предупредувам сите да не го правите тоа, затоа што логото има копирајт и не сакам да дојде до некои непосакувани дејства, затоа што знаете колку е строг копирајт и така да не земете нешто што не е ваше. Стефан Арсовски, дали планираш да снимаш геймплей освен Pokemon Go во Инина, ако планираш тогаш кои игри? Стефан, више кажав, ќе снимам геймплей освен Pokemon Go во Инина, кои игри точно не знам, ама еве барам. Еве ќе ви откривам како потенцијална игра за серијал. Ја имам тука, сега ќе ви кажам, Batman Telltale Stories, такво Telltale Stories, така мислам дека се вика. Уствари е играта во епизоди, ќе има 5, во моментов исклучена само првата, и тоа за да го совртиш, мислам дека ти треба еден добар саат играње. Така да ако снимам и тоа за една епизода би имало некои 5-6 видеа, а не па за сите 5, така да ете потенцијална игра која бе играл. Во коментари можете слободно да ми пишете дали
ја знаете играта, дали сакате да ме видите мене како играм и да. Ако имате желба да ме гледате како играм Batman Telltale Stories или можеби не се вика така, но мислам дека така се вика, тогаш пишете ми во коментари. Антонио Арсов, кој те потикна да снимаш на YouTube, поздрав Антонио Арсов. Кој ме потикна да снимам за YouTube, веќе кажав. Целата YouTube Македонија сцена како целина. Мартин Петрушевски удри си од главата јајце. И дали сакаш некогаш заедно да снимаме, зашто јас живеам блиско до тебе и знаеш те пратам од прво видео. Мартин, вака сега, прво фала ти што ме пратиш. Дали би сакал некогаш заедно да снимаме, можеби. Ќе видиме. Удри се од главата јајце, значи више си удрив едно јајце, тука има страшни последици од тоа јајце, се убива тука, каде што јас седам моментално. И кога го мрдам така се мрда како желе и многу е гадно зашто цела белка е тука и цел смрдам на јајце. Така да дефинитивно не би си удрил уште едно јајце од глава. What? Ова е најгадното нешто што го имам направено во YouTube, во животот за YouTube моментално. Верувам дека ако продолжам јас вака, ќе правам многу повеќе. А тоа не ме радува. Најискрено. Ова премногу смрди, ова не можам да го трпам и ова све упива и пак се мавна на истото место, тука падна и нозете ми се направени лом. Фала ти Мартин Петрушевски многу и мислам дека на другиот дечко што ми рече да се лупнам јајце, името му беше Ненад, така да на вас двајца ви благодарам многу. И сега морам да брзам за да го завршам видео и да идам да се пикнам по туш одма. Давид Евтимовски, колку субскрайбери мислиш дека ќе стигнеш, што ти е целта, позмемо видеото. Поздрав Давид Евтимовски. Не знам колку субскрайбери мислам дека ќе стигнам, што ми е целта? Целта ми е да продолжам да снимам на YouTube и да стигнам до што е можно поголема бројка. Јас ќе целам кон големи бројки и ќе мислам големо и цело време ќе пробувам да се поправам, да се усовршувам и да правам подобри видеа. Колку субскрайбери мислиш дека ќе стигнеш, не можам да одговорам на ова затоа што стварно не знам и не мислам ништо. Јас само ќе цепам напред и ќе пробувам да правам што е можно повеќе, што е можно подобри видеа за вас. Хитсред Шедовски, исто извини ако не ти го читам името точно. Со што камера снимаш, веќе кажав, Nikon D3100. Стефан баш си се потрудил. Има доста прашања тука, добро. Од каде името Стефанатор кажав, да не го повторувам тоа пак. Што те потикна да снимаш, го кажав и тоа, леле гледате колку е ова гадно. Ова све ќе иде цел, пак ќе се ставам за перење. Денуве само снимам нешто што се мачкам и што се... Што те потикна да снимаш, кажав, како го запозна Давид, кажав, како го запозна GP, исто како со Давид, нешто бев искочен со Давид и GP беше таму и така се запознавме, мислам дека. Извинете што брзам, ама стварно не можам више и батеријата ми е слаба и све. Не, највише заради јајцево. Имаш подршка од мене, продолжи така брат, фала ти многу Стефан, поздрав до тебе најголем. Давид Раговски, колку години имаш од каде ти текне името Стефанатор, кажав се имам 18 години за Стефанатор името кажав. Андреј Јанковски, поздрав Стеф, најдобар си, продолжи само така, имаш подршка од мене, иначе од каде идеја за на YouTube и кој те потикна на тоа, поздрав. Фала ти Андреј Јанковски, поздрав до тебе најголем. Фала ти за поддршката, прашањава ги одговорив. Бобан Кодевски, како го доби името Стефанатор, од каде идеја да снимаш за YouTube и како се запозна со Дейвид Блек. Пост брат, најдобар си само напред. Бобан, фала ти и на тебе, поздрав најголем и до тебе, прашањава сите ги одговорив. Ненад Панчевски, ти беше што лупнав јајцата од глава, те памтам. Што телефон имаш? Имам iPhone 5s. Како би изреагирал ако имаш милион суб? Давид Трајковски, не знам. Би рипнал од некоја зграда со... од Джевахир би рипнал со некој си подобран. Не знам, стварно милион саб е сон и сте би направил да имам таа бројка, така да дефинитивно нешто многу јако.
Ангел Ангеловски, кај учиш, колку години си, каде живееш, со каква камера снимаш, имаш подршка од мене. За камерата кажав, каде живеам кажав, кај учам, сега се запишам на факултет на фон. Топ 5 јутубери не можам. Ова мислам дека е последното прашање. Да. Во мојот саббокс, односно subscriptions или како да се вика, кај што ги има видеата што ги ставаат сите што ги имаш сабнато, ги гледам сите видеа. И стварно ги следам сите и имам многу леле се е утоп. Имам едноставно многу луѓе што ги следам и многу омилени и не ќе некој да навредам и да изоставам, така да овој пат нема да се осудам да направам листа од топ 5 јутубери. Ако мислиш на странски, тогаш прашај пак, па последното Q&A видео ќе одговорам и ќе направам листа. Луѓе, тоа за ова видео. На крај со камерата ќе поминам тука да видите што се случува. Јас тука морам да го завршам видеото и више да влагам да се бањам. Фала ви многу за поддршката до сега, фала ви многу за 500 субскрајбери и за 600 мислам дека има сега. Јас не запирам тука и идеме далje, ќе снимаме многу работи. Извинете што го кажам, ама сте на брзинка и што воопшто не се ни осеќам сконцентриран, но аз само да го правам ова видео, но се надевам дека ви се допадна. Ова е специјал за 500 субскрајбери, а за понатака за 1000, за 2000 и за повеќе ќе правиме многу повеќе специјали и ќе има многу повеќе работи. Фала ви многу на сите што поставувате прашања и фала ви на сите што имате сабнато, а доколку ти што го гледаш ова видео ми немаш откренато, те молам да го направиш тоа, затоа што мене ќе ми значи премногу и те ветувам дека на овој канал ќе има многу работи и нема да зажалиш што си субскрајб. Тоа е тоа, фала многу што го гледавте ова видео, а ние се гледаме во следното. Чао! И сега, како што реков, на крај ќе ви поминам само тука да видите што се случува и што ми се случува мене. Ќе го земам со след стала кај неврска. Еве ти. Ова се случува тука. И ова е толку мокро, што има упиено, има и одоздола. Од тука гледав, одговарав, ми го телефончето и тоа е се. Во моментов не знам колку сум зумиран, ама луѓе, чао. Чао.